Благодарам, колега Джафери. Почитувана македонска јавност, посебно почитувани колеги, наставници, професори, бидејќи забрзо ќе стаси предлогот на Закон за средно образование, пензионирани наставници, пензионирани учители. Ова е новиот системски закон за основно образование, 185 члена. И од старт да ви кажам дека тоа што го барате, што го очекувате по однос на платите, по однос на вашите права, со ова законско решение не е предвидено. Вашите плати и во наредната учебна година ќе останат 21.600 денари. Срамно и жално. ВМРО-ДПМН во својата програма изготвуваше за волја на вистината ново системско законско решение. И ова законско решение има елементи кои што провејуваат од нашата програма, а и ќе ви ги напомнам да ги знаете. За жал, според нас, како членови на ВМРО-ДПМН, системско законско решение за основно образование не се предложува на крајот од јули. Ова законско решение, секој оној кој што работел во образование, е свесен и убеден сум дека ќе се согласи со мене, се предложува во февруари, за да се донесе во овој период. Зошто оставивме сомнеш дека ова законско решение е проследено со негодување од фелата и со негодување на многу социјални групи и здруженија, кои што колегата Јовановски ги напомна. Зошто не организиравме јавна расправа во Собраниево? Зошто не ги повикавме здруженијата на директори во основно, во средно образование? Зошто оваа забелешка од Полио Плюс по однос на инклузијата, во која што сите сме согласни да не ја слушневме на јавна расправа? Зошто да не дискутиравме со синдикатите? Зошто материјалите да стасаат во вторник во 16:45, во четврток за системски закон да биде закажана комисија? Останува и провејува на зошто и сомнежот дали навистина носиме добро законско решение. Никој не е против нов закон. Буквално никој. Но дајте да го направиме добар. Дајте да го направиме да биде во интерес на професорите, на наставниците, на дечињата кои што имаат посебни потреби, на нивните родители, на бабите, на дедовците. Нема пратеник, нема човек, нема наставник, хуманист кој што е против тоа. Бидете убедени дека е така. Ама на 25. јули не се носи вакво законско решение, за да стартува од 1. септември. Зошто трчаме? Нас не одговара како опозиција и секогаш ќе истакнуваме. Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ донесеа законско решение на трчање. И тие ќе си одговараат за грешките, за пропустите, затоа што тие не ги слушнаа Полио Плюс, тие не ги слушнаа директорите со нивните забелешки, синдикатите, професорите и многу други луѓе кои што ги засегнува оваа апела. Ние секогаш ќе бидеме чисти. Затоа што ако не го поддржиме ова законско решение, знаеме дека од оваа владина машинерија, медиумска, ќе бидеме изложени на стрелање медиумско. Но вие ќе си одговарате за грешките за овие пропустиви. Ваков закон, пак ќе повторам, се предлага во февруари, не на крајот на годината. Реков, во овој закон има елементи кои што ВМРО-ДПМН со доказ ги предложи во својата програма. ВМРО-ДПМН е за инклузивност на децата со посебни потреби, дури и во поголем опсек од ова што е предложено во ова законско решение. Се надевам дека во текот на амандманската расправа ќе бидат прифатени нашите забелешки. Второ, ВМРО-ДПМН во својата програма предвидува физичко воспитување за децата во основното образование од прво одделение, со професори по физичко образование. И добро е што тоа е овдека имплементирано. Но тоа што ВМРО-ДПМН го предлагал, доброто е земено, ама тоа што Социјалдемократскиот сојуз во нивната програма го ветувал, не е земено во предвид. Напротив, лошите страни се инкорпорирани во ова законско решение. Еве да ве потсетам. Шарени револуционери, шарени функционери, студенти, пленумци. На каков нож беше дочекано екстерното тестирање? И знаете, овдека дискутиравме, меѓу кои јас и моите колеги, што значело
укинувањето на екстерното тестирање. И кои беа аргументите? Стрес за децата, стрес за родителите, стрес за бабите, дедовците, стрес за наставниците. Добро. Ние викавме дека поголем стрес е дете што 185 дена оди на училиште и максимално се вложува да помине со сите петки, а неговото другарче имало до 1. јуни 7 двојки, да бидат двајцата максимално одлични. Тоа се случува сега, но вашите аргументи победија. Не треба екстерно тестирање. И што се случи, почитувани колеги, сега да ви кажам, со лицемерието на Социјалдемократскиот сојуз? Сега екстерното тестирање е само преименувано како држава што си ја преименувавме во државно тестирање. Член 152. Член 152. Сега вие мислете му за стресот на родителите, наставниците, професорите, затоа што шарените функционери и револуционери тогаш не ви ветуваја дека само по 8 месеци сега ќе има државно тестирање. Името е сменето, стресовите остануваат. Дали ви текнува на обидите основците, средношколските професори да штрајкуваат? ВМРО ДПМН предложи едно законско решение тогаш дека наставниците кои што ќе штрајкуваат, за да не трпи наставата, ќе се воведат заменски наставници. И одма, шарени револуционери, функционери пред кабинетите на тогашните директори, закани по живот, клипови, одење дома, ректорите да не можат да појдат на работа. Зошто се партизирало образованието и како е возможно во Република Македонија тогашна да се воведат заменици наставници? Сега, почитувани мои драги мили колеги од Социјалдемократскиот сојуз, вие пленумци, вие наставници, вие шарени револуционери, а сега функционери што земаат плата од по 100.000 денари, член 50, став 7, предвидува заменски наставници. Тие што ќе ги тепавте. Ова вие не го предвидовте во програмата, не му викавте на митинзи, нема да има заменски наставници. Еве има. Еве има. Еве има државно тестирање. Сега, во ова законско решение, се што не треба, има. Не ли ветувавте намалување на фондот на часови? Децата тешко било, многу часови, ранци тешки, вака било, така било. И многу од тие што идеа на вашите митинзи, тоаш кога не бевте осомничени дека сте неголеми криминалци, како влада мислам, рекоја, па вистина, добра идејава да се намали фондот на часови, и гласале. И наши членови тогашни, што верувале во тоа, симпатизери, неутрални, рекле, ние ќе гласаме за Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, не да ни го смени името да ја продаде државата уставот, туку затоа што на моите деца и внучина ќе му го намалат фондот на часови. Почитувани вие што се излажавте, нема намалување на фондот на часови. Се си останува исто и малку повеќе. Пак да ве лажат сега. За жал, ова законско решение ја гледа денешната светлина благодарение на советувањата, на консултациите со ОЕЦД и УНИЦЕФ. И работна група која што била составена од 16 членови, кои што држале трибини по локалните самоуправи, на кои што јас го прашав и министерот и молам сега за конкретен одговор. Дали во оваа група кој што го промовираше законот беше, например, председателот на Комисијата за образование од Собранието? Не мора да е од ВМРО никој, не мора да е од ДУИ никој. Овие шарени функционери тие не постапајте. Рачунај, во бизнис се влеземе. Дали председателката на Комисијата за образование беше дел од тимот кој што го изготвуваше ова законско решение? Или кој друг колега, или кој друг директор од училиште кој што бил опозиционер е вклучен во оваа работна група? И како таа работна група дозволила ова законско решение да дојде во собрание без јавна расправа? Ова не е од овие што ги носите Џоковиќ закониве за рекет. Ова е законско решение кое што ги засега сите наставници, професори и ученици. Ова не е за концесии, за криминали, за рекети, за 300 чуда. Ова е за нашите деца. И вакво законско решение, уште еднаш ќе кажам, не се носи во ваква процедура. Ние не се изјаснуваме по однос на првото гласање, така постапивме и на комисија. Но ќе се го задржиме нашето автономно право да во консултации со Полио Плюс,
со здруженијата на професори, наставници, активни, Фалем пасивни, Ви благодарам. мани, кои што ќе дадат Фалем придонес, да добро што мислам, Ви благодарам. кои што ќе дадат придонес да направиме едно заедничко добро решение. Јас како човек кој што ме пречутува и ваш колега би ви предложил едно кое што не знам ќе го предложите. Ова законско решение може би е добро во завршните и преодни одредби да стои дека ќе влезе во функција наредната година. За да имаме, верувајте, простор, со тоа нема политика тука. За да имаме простор да направиме добро законско решение. Знаете, слепата кучка, слепи кучи нараѓа. Благодарам.